Богоявление, водици, како се вели кај нас, во Јорданije, или па уште и правилно се нарекува и посвещение или посветлување, затоа што тогаш се просвети целото ченство, целата твар и целата природа. Ние денеска ги слушаме зборовето Свето Евангелие, драги браќи и сестри, за овој случај и овој расправ. Се вели дека Исус дошол на реката Јордан кај Јована за да се крсти. Во тоа време множество народ доаѓа кај овие Божи пратени да биде крстен од него во реката Јордан. Но во таа огромна маса на луѓе Јован го забележува како Месијата на светот се приближува кон него, односно Спасителот, тив кој без никакви особени знаци е воден од Духот. Свети Јован го препозна и се вознемирува, бидејќи знаел дека е тој Месијата, долго очекуваниот од многу генерации, за кого што пророкувале пророците во Стариот Завет, кога Христос изразува желба да биде крстен. Јован се обидува да го разубеди и му вели дека нема потреба, дека он нема нишни греови. Но на тоа Христос му одговара, што му одговара, драги браќи и сестри? Му одговара: остави го сега тоа, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда. Тогаш Јован послушен на волјата Божја го остава Христа да биде крстен во реката Јордан, го крштева и покрај тоа што знаел дека он нема никакви греови, дека нема што да се мие, и очистува и дека неговото крштевање има само символично значење, луѓето да се очистат и измијат. Самиот Јован ни проповеда на луѓето: покајте се, јас ве крштевам со вода, но иде посебен од мене, кому не сум достоен, вели да му ги отворам величињето на обувките негови. Тој ќе ве кршти со Дух Свети и со оган, ни сведочи евангелистот Лука. Но треба да кажеме не дека Господ Исус Христос се крстил од Јован во реката Јордан, за да ги очисти гревовите, како што веќе рековме. Он нема гревови, туку постапил така да го открие патот кон вечниот живот на секој еден од нас, и заради тоа што со неговото божествено присуство ги осветил јорданските води. Кога Господ Исус Христос излекува од јорданските води, драги браќи и сестри, кои пак биле отоварени од лекувањето на гревовите на луѓето, множество луѓе забележале пројавување и присуство на глас Божи, кој велел: ово е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Затоа ни сведочи евангелистот Матеј. Исто така го видели и Духот Свет како слегол врз неговата глава вид на гулот. А додека пак Синот Божи Господ Исус Христос се крштеа во реката, затоа прак да се нарекува Богојавление, како што ви напомнав предходно. Бог ми се јавува, и тоа некако во Стариот Завет за време на јавувањето на Мојсей, кога се слушаше громови и молни. Сега пак Бог ми се јавува во три лица, и тоа Отецот, Синот и Светиот Дух. И сите три лица на Света Тројца не се три богови, туку еден во три лица, три потасен Бог. Бог се објавува себе си за да имаме на луѓето ново откровение за Вседржителот, за тоа дека Бог е еден во три лица и дека Бог Отецот е невозможно да го видиме, но можеме да го слушнеме неговиот глас, додека пак Бог Син се јавува како воплотено Слово Божјо, а Светиот Дух како е присуствува во создавањето на светот присуствува и учествува во животот на секој еден од нас и е благословен секоја започната работа. Господ Исус Христос, драги браќи и сестри, дошол на реката Јордан кај Јован, како човек кој излегува на проповед и кој чувствува дека има потреба да земе благослов од апостол и да побара помош од Светиот Дух. Светиот Дух се наоѓа на него, односно во неговата глава, за да го затврсти во неговата престојна мисија, во неговата проповед, како и пред престојните голговски страдања и крстната смрт на секој човечкиот род. Во овој момент единствено на Светата Тројца се пројавува во највисок степен. Крштевањето на Господ Исус Христос не било обично случување, нешто кое што поминало и се памти од луѓето, туку тоа го постава темелот и почетокот на светата тајна крштение, која пак се извршува во секој еден од нас, кој верува во Христа. Без ова света тајна не е возможно да се биде член на црквата Христова. И ние кога го прославуваме крштевањето на Господ Исус Христос, во јорданските води си спомнуваме за нашето собствено крштение, кој ни го открива патот по кој води кон вечен живот. Преку крштението ние, драги браќи и сестри, ние се соединуваме со Бога, постануваме членови на црквата.
Преку ова света тајна ние влегуваме во црквата Христова и можеме да ги искористиме останатите свети тајни. Пред светата тајна Евхаристија, света тајна причест, преку која се соединуваме со Бога и тоа не само духовно, туку и телесно, преку причувствување со телото и крвта Христова, со своето присуство на јорданските води, он истите ги освети во честно овој настан, ние денес ќе ги осветиме вода која ќе ни послужи да ја почувствуваме таа Божја благодат и близкост. Денес да принесеме молитва на Светиот Дух да слезе врз нас и нова осветена вода како што слева во Христовата глава, кога он се крштевал, да се помолиме да ги очисти сите наши греови и да не очисти од сите телесни и душевни нечистоти, па така благодата на Светиот Дух да ги допре нашите срца и ваши, па нашиот живот да се преобрази, да се обнови, а водата што се осветивме, нека ни биде голема светиња и извор на жива вода која ќе не води во вечен живот и блажен живот. Амин. Нека се многогодини денешниот ден Богојавление водици, драги браќи и сестри, после завршувањето на Света Божествена литургија, ќе се упатиме со литија кон базенот и таму ќе го спуштиме честот и живот во крст, ќе направиме спомен, символика за она што се случи пред 2000 и повеќе години на реката Јордан, каде што и денес се случуваат таму и чуда, кога се спуштаат во крста са честно животворен крст во реката Јордан, водата се враќа назад, се узбуркува како што беше и на крштевањето на нашиот Спасител Господ Христос, кога се потопи во водата и кога се издигна тогаш реката Јордан застанала и сведочат евангелистите. Затоа нека за многогодини овој ден да ни биде радосен, среќен и весел и за многогодини. А во ето на оние кои го носат името Христо и кои го слава денешниот ден, Јордан, Орци и така натаму кои го носат неговото име, нека им е честит и вековет празникот кој го носат името на нашиот Спасител Господ Исус Христос и кој го празнуваат неговиот ден. Односно на Христос, затоа што Исус е Спасител и така утре им честитаме и на кумот, односно на Светиот Јован Крстител кој беше сведокот кој го крсти Господа Исуса Христа и тоа така им го честитаме и нивниот ден. Да ви бидете живи, здрави, благословени, Бог да ви дава здраве, мир и спасение. А од понеделник, како секоја година, да сме живи и здрави, чекајте ме во вашите домови, да ви ја донесам Богојавленската света вода. И ги осветиме вашите домови, вашите срца, вашите души, да бидат радостни и весели. За многогодини, Бог се јави! Бог се јави! Бог се јави! Да ги спомне Господ Бог по своето царство, постоянно сега и всеко вечни векови. Амин. На здрави и спасение да ги спомне Господ Чудо Божи, Презбитер Иванка, Јосеп Дивна, Кире Славица, Сузанка,
Зора Жаклина, Даниел, Трайче, Христина и чедата Божи. И чедата Божи, Мария, Руку, Сусана, Ровет, Маja, a čedata Bož i vo večni vekovi. Esteните хорови, od angelite povvisoka, radujся невескорнене весная, od nebesните ината си очиста, радуйся невескорнене весная, Марие присно Дево, о Господи, явися нам. Дево Христово, Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови. Христос истинскиот наш Бог, кој се крсти доброволно на реката Јордан од Јована, заради нашето спасение, по молитвите на својата честна и пресвета Мајка, по молитвите на својата честна и животворен крст, словенските труси Кирил, Методини, ученици клините на Амохридските четвртворца Богора Семилария, по молитвите на 15 апостолски мъченици, 40 василски мъченици, спасвали Швентагия, так битовските великостромички, спасва Радовишки, по молитвите на свети 40 севастийски мъченици, 40 битовски мъченици, пречистански мъченици, по молитвите на преподобен Гаврил Велички, преподобен Дионики Рекотински и преподобен Киприан Слепченски, по молитвите на Богоносници Прокорчински, Йоварилски, Йоаким Осогорски, Гарле Сновски, или Лекосмегненски, Свети Василий Велики, Свети Григорий Палама, Свети Григорий Богослов, Свети Атанасий Велики, Свети Николай Кирилович Животов, Свети Великомачен Судновски, Великомачен Георгий Кратовски, и по молитвите на Свети Атанасий Велики, Свети Йова Златов, архиепископът Цариградски, и по молитвите на светите праведници Богоци Архимияна, и сите светители да не спаси нас, како това човекови милости Бог. Амин. Наши Господи Христе Боже, на помилуване нас. Амин. Амин. Бог се яви. Навистина се яви. Бог се яви. Бог се яви. Навистина се яви вечера да се живи здраво. Господ Бог да даде здраве, брати и сестри. Сега като славината на беседата, сите заедно пойдеме со литија, со песни, со химни, да се спомнеме на Лазарот, да го сорлеме четврти животворен крст. Сте ми живи и здрави и да го години. Амин. Е малко порано, по 10 сатови договорено. Сега можеме да поделиме нафора, по нафора да не чекаат сестрите, да ги подигнеме пред светите од панегиите и после около 10 сата сите заеднички пред 10 сата се упатиме на Бога. Видите живи и здрави, благословени. Ајде. Амин.
Тут же, тут же. Де